Правилникот за исплата на социјална помош ќе се најде пред Уставниот суд. Невладината КАМ со поддршка на 10 граѓански здруженија од земјава ќе ја преиспитува уставноста на членови од правилникот за исплата на социјалните трансфери во делото на брзиот трансфер на средства, поради кој 5000 семејства од Македонија го изгубиле правото на социјална помош и се оштетени од овој правилник. Ние сакаме да ја преиспитаме уставноста, посебно во делот од правилникот, односно член 4 од самиот правилник, став 1, точка 7, каде што министерот го пречекорува своето службено овластување и пропишува дека брзиот трансфер потпаѓа во делот на лични примања кај самите семејства. За граѓанскиот сектор со овој правилник фактички се креира бројка на приматели на социјална помош која е нереална. Најверојатно по наше видување, целта е најверојатно на Министерството големиот број на корисници на социјална помош да биде намален. По наша информација, бројот на корисници на социјална помош кој што во претходниот период изнесуваше околу 30.000 семејства, сега бројот на тие корисници на социјална парична помош е околу 27.000 семејства. Абдулов го потврдува фактот дека 2000 решенија по жалбена постапка Министерството ги чувало во ФИОКа, а центрите за социјална заштита ги принудуваат семејствата да потпишуваат спогодби со Министерството за враќање на средствата кои Министерството смета дека ги примале незаконски. Меѓутоа, забораваат дека тие 2000 жалбени постапки стојат уште во Министерството и уште по нив не е решавано во второстепена постапка и тие немаат право да им нудат спогодба. Значи тоа е и противуставно и противзаконски, затоа апелираме до сите граѓани на кои што им се нуди ваква спогодба да не потпишуваат, иако е во спогодбата имаат закана под која што се наводува дека тие ќе бидат тужени, со извршител ќе им се земат парите и така натаму. Иницијативата на граѓанскиот сектор пред Уставниот суд ќе биде поднесена деновиве.